Последен ден за изборниот законник, но партиите не ги доближија своите ставови ниту милиметар. Премиерот Христијан Мицковски на прашањето дали е можно сепак да се донесе законското решение во последен момент и со тоа да се исполни обврската од реформската агенда, рече дека не е оптимист, а вината ја префрли на опозицијата. Не сум оптимист, затоа што имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Јас денеска еве ги повикувам на зрелост, на одговорност и претседателите на Демократската унија за интеграција, СДСМ, Левица, крилата на Зијадин Села, на Арбен Таравај да седнат заедно како опозицијски партии, да се договорат и нека донесат закон во кој што е вклучено гласањето на опозицијата. Еве ние до кога они ќе го сметаат дека тоа е завршено, кога ќе го донесат, ние ќе го прифатиме. Најави за некаков договор и можно придвижување пред истекот на рокот на опозицијските партии нема. Вчера председателот на СДСМ Венко Филипче рече дека за него барањето на власта за гласање на диаспората е обид за изборна кражба. Денеска од партијата преку соопштение обвинија дека власта манипулира, дека изборниот законник е услов за напредок кон Европската унија. Тезата дека блокадата на изборниот законник ја спречува Македонија да напредува кон Европската унија е свесна манипулација. Европската унија не бара промена на изборниот законник по мерка на една партија. ЕУ бара кредибилни, фер и транспарентни избори, независно судство и борба против корупцијата. Иако подобрувањето на изборното законодавство е дел од пошироката реформска агенда, конкретните решенија кои во моментов ги турка власта не се обврска кон Европската унија. Мицковски во врска со овие забелешки одговори дека и еврокомесарката Марта Кос потврдила дека тоа е дел од реформите кои се битни за евроинтеграцијата на земјава. Од Левица обвинија дека СДСМ има таен договор со Мицковски и затоа не дозволиле опозицијско обединување за една изборна единица. СДСМ остана цврсто на тајниот договор со ДПМНЕ за изборниот законник да остане недопрен, како оперативна спогодба помеѓу актерите на стариот поредок со цел овој модел да преживее, бидејќи токму тој модел ги храни нив и оди на штета на Левица. Изборниот законник остана блокиран од опозицијата и покрај тоа што вчера евроамбасадорот Михалис Рокас изрази оптимизам дека може да се донесе законот и ги повика партиите да постигнат консензус за ова прашање.